од филозофскиот факултет, повелите. Благодарам, почитувани присутни, почитувани љубители на Македонија, на македонската историја, љубители на Христа, Христовото учење и Христовата вера. Јас со радост прифатив поканата да дојдам на ова дискусија. Темата што ја определив е прилично широка, има многу да се зборува, улогата на Македонија во ширењето на христијанството во 9-тиот и 10-тиот век, примерот на дејноста на светите Кирил и Методий и нивните ученици до крајот на самоговата држава. Навистина има многу да се зборува, ќе се обидам во кратки црти да ги потенцирам најзначајните работи, па ако има некои прашања од вас за нешто што ако остане недообјаснето, ќе објасниме во дискусијата. Да се зборува за улогата на Македонија во ширењето на христијанството е навистина комплексна тема. Таа нејзина улога била определена и од нејзината геостратешка положба. Погледнете и денеска каде се наоѓаме, сите сакаат да не грабнат. Ако бевме во Норвешка или било каде во Скандинавија, можеби немаше никој ни да не спомне. Наоѓајќи се на границата на двете највлијателни цркви, римската и константинополската, Македонија била неизбежната поврзувачка алка меѓу истокот и западот. До некаде таа улога до скоро, па можеби и денеска се уште да ја има, а тоа до некаде било предодредено од фактот што преку Македонија поминувале или покрај незе поминувале најзначајните патни правци. Прво тоа е Вија Игнација, што ги поврзува Рим и Константинопол, поминувало и овде низ Охрид. Потоа Вија Милитарис или Вија Диагоналис, Централна Европа преку Белград, Софија, Константинопол, и тие два пата, почнувајќи од денешен Белград, по Моравско-Вардарската долина, се спојуваат пак према Солун, а Солун е административниот центар на префектурата Илирик. Римјаните тука концентрираат своји легии, па и овде во Македонија, во Скопје, во Стоби и секаде, кои што тука многу полесно интервенирале на Дунавската граница горе да ја заштитат Римската империја. Значи, тоа е она положба која што фактички ја диктира улогата на Македонија во ширењето и на христијанството. Источната Римска империја, односно Византија, многу вешто ја користела својата воено-дипломатска политика за наметнување на своето влијание врз народите на Балканот и на Средна Европа. Тоа е дел од нејзината политика, претежно користејќи го и христијанството како државна религија и како идеологија, рака под рака оди државата и црквата. И за тие тоа претежно го реализира преку нејзините мисионери, и за таа цел Византија се користи со ширењето на христијанството и богослужбата според источното учење, зборам за Никеиското. За таа цел се користила со мисионери кои што ги праќала кај различни народи со цел склучување на мировни договори или размена на заробеници, а воедно и заштита на христијаните кои што биле подчинети од некои соседни народи. И токму на таквиот вид на дипломатија се должи и улогата на Македонија во поврзувањето на истокот и западот. Во случајот, како што ви реков, јас ќе се задржам на дејноста на светите Кирил и Методий, потекнуваат од Македонија, од Солун и нивните ученици, како дејци кои, како што реков, потекнуваат од Македонија, а биле користени за државните цели на Византија.
не треба тука да изгубиме од предвид меѓународните политички настани во 9 и 10 век, кои што придонеле уште во 9 век акцентот да се стави на решавањето на византиско-бугарскиот конфликт и односите на источно-франското царство или германско царство, како некои што го нарекуваат, и компликациите со појавата на Моравската држава во Централна Европа. Денеска сме сведоци, гледате соседите наши, посебно бугарите, да шират лаги дека Кирил и Методи се нивни дејци, дека измислиле азбуката за нив и така натаму. Во првата половина на 9 век Источната Римска империја се наоѓала во сложена меѓународна состојба, внатрешно била доста разјадена од иконоборството. Познато е дека и први, веќе 4 век после првиот Никијски собор, фактички он е свикан, започнат тие христолошки расправи, тие неканонски учења, ја како што ги нарекувам, некои ги нарекуваат и еретички. 7 вселенски собори се одржани за решање на такви проблеми, од кои што најмногу последици по христијанството оставило токму иконоборското движење, кое што движење или учење, сега зависи кој како го перцепира, и цели 100 години ја потресува Византија и оставило последици и на Балканот. Тој е период кога на Балканот владее привиден мир, барем во односите со Бугарија, благодарение на 30 годишниот мировен договор случаен 814-815 година, но после 836-37 година дошло до нарушување на тие односи, биле нарушени односите и со источно-франачкото царство или германското царство, а тука били и компликациите со појавата на Моравската држава во Централна Европа. И сега, за да може да си ги осигура своите позиции на Балканот, посебно во Македонија, Византија прибегнала кон една нова политика, почнала да ангажира своји мисионери за да ги придобијат склавените од Македонија да се борат за неизините интереси. И во таква мисија, која во почетокот имала воено-политички карактер, а потоа се претворила и во религијски карактер, биле ангажирани светите Методи и брат му Свети Константин. Методи, како најстаро дете, знаете традицијата во средниот век, па до некаде и денеска е, првороденото машко дете треба да го следи таткото, бидејќи татко му бил воен управник, уште од мали години бил праќан во војни училишта, бил предодреден за световна кариера, се стекнал со воено искуство, познат и на царскиот двор и повикани тука и се школува посебно после смртта на нивниот татко, византискиот двор не сакал да се откаже од нив, значи станал познат во царскиот двор во Цариград со своите војни подвизи и бил испратен да действува како војсководач во пределите што се граничеле со бугарскиот народ. Тоа го повторувам во целата моја професорска кариера, дека дејноста на Методи и на Кирил е антибугарска, а не дека е бугарска. Значи, нивната дејност е насочена против бугарското ширење кон Македонија. Во времето на императорот Михаил III, 842-867 година, Методи бил удостоен со војводски чин, а потоа назначен и за управник на Словенско кнежество. Ги имаме житијата тука и да го скопнеме сето тоа. Во историјата кане се поставуваат неколку прашања во однос на тоа кога бил поставен, односно кога се одвивала таа негова кнежеска дејност, каде се потоа каде се наоѓало тоа кнежество и колку години. Тоа се оние три основни прашања. По местоположбата
имаме неколку гледишта, поделени се истражувачите. Некои го бара кнежеството дека се простирило во рамките на Стримонската склавинија, потоа други го бараат на територијата на Тесалија, трети во рамките на Солунската тема, четврти во Епир, пети во областа Витинија во Мала Азија. Најголем број од истражувачите се склони дека Методијото Словенско кнежество се наоѓало на север од Солун, односно во Македонија, ја опфаќало Стримонската склавинија, чисто јадро го сочинувале струмичко брегалничките краишта, а токму тие краишта биле на ударот на бугарските продори кон Македонија уште во првата половина на 9 век. Патиштата тука воделе, а тие патишта најлесно се затвараат во клисурите. И тука е регистриран и во пишаните извори, имаме и археолошки откритија, каменен надпис баш од Филипи, за кој што зборуваше професорот Гроздановски, датиран 836-837 година. Фактички таму се два надписи, јас на едниот се само задржувам, дека тогаш Пресијан се проширил, да се спуштил по долината на реката Места, за да ги подчини или поточно да им помогне на Византија да ги смири смолјаните, во врска со што се наведуваат и податоците од надписот од Филипи. Бугарските историчари Мутавчиев и Златарски тоа бугарско раздвижување го прикажуваат како реакција на присуството на византиската армија во тие простори и дека целта била да се присоединат смолјаните кон бугарската држава. А постои бугарско-византиски договор. Не е регистрирано присуство на византиска војска, ама е регистрирано едно востание во горите во близина на Солун, што може би е востанието на смолјаните. А дека Византија наводно сега они се шири другата теза дека таа ги повикала да им помогнат да го задушат востанието, што се базира на другиот надпис каде што стои дека бугарите на христијаните направиле многу услуги, ама тие тоа го заборавиле, ама Бог гледа и Бог ќе ги казни христијаните. Демек, останале тука, што е излабен и тој надпис, останале сигурно повеќе години тука, дека не е за обединување на смолјаните со Бугарија, туку е против нив, јасно сведочи самиот надпис во кој што стои: од Бога поставениот кнез Пресијан го испратил кафранот Избул, откако му дал одбор на војски и бојлите и канот Бојла Колубур и кафранот против смолјаните. Значи не е кај смолјаните на гостите, туку против нив. Јасно е кажано. Следниот настан, што е поврзан со дејноста на Кирил и Методија, е во настанот од 845 година, кога дошло до склучување на договор меѓу Бугарија и Германското царство и се разграничени пределите во Панонија меѓу бугарската и германската држава. И Византија сега за да ги обезбеди пристапните патишта кон Солун и да им парира на Бугарија, го назначила Методиј за кнез на Словените по Струми и Брегалница, и затоа јас сметам дека Гилфердинг е во право кој заклучил дека Методиј во продолжение на многу години бил началник на еден дел од Македонија, тој дел кој што по своето исклучиво словенско население се нарекува во тоа време Славинија, односно Склавинија, и дека тоа бил североисточниот дел на Македонија во кој се наоѓала и Бергалничката област. На внатрешен план, 843 година било ставено крај на иконоборското движење. Значи од 726 до 843 трае тука, сега е ставено крај на тоа иконоборско движење во Византија. Сега сите расположиви сили Византија ги насочила кон санирање на последиците од тоа
движење и возобновување на христијанските догми според никејските норми од Првиот Вселенски собор. И тоа иконоборско движење се одразило и во Македонија, каде што христијанството на овие простори доживеало сериозни удари и требало ангажирање на мисионери за да ја вратат поранешната состојба за која што сведочат многуте базилики што на овие простори се споменуваат. Задачата му била да ги придобие ова население да се бори за интересите на Византија. Методи се соочил со еден проблем, таа нерегуларна војска овде не била заинтересирана да се бори за византиските интереси и не можел баш да се справи со нив, решил да напише еден законик, познат како Закон судни људем или Закон за судење на луѓето, на словенски јазик со грчки букви. Втор проблем стои, населението од тие области не ги познавало грчките букви и тој законник не стапил во сила. Истиот е однесен после и во Моравија и таму е доусовршен и се користел и во Моравија. Денешните преписи што ги имаме се фактички моравската редакција, а не овој овде што бил создаден. И тога и кога Методи увидел тоа, побарал од Византија помош, на помош му го испратиле брат му Кирил и тогаш е изнајдена азбуката на овие простори пак по Брегалница. Јас со голем интерес ја примив вестот пред 2 дена. На времето археологот Блага Алексова вршеше истражувања по Баргала и по Крупиште, објавуваше некои графити, тамо надписи, некои символи, што некои археолози сметаше дека тоа е лага, дека такво нешто не постои, па ја деградира, што се бабиснило, тоа е таму било. На Крупиште открие едно од најголемите базилики археолозите од Штипскиот музеј и на телевизија објавија пред 2 дена, откриени се камени плочи на кои што има глаголски букви и кирилски букви на едно место. Значи, се потврдува таа теза дека тука било дејствувањето на овие наши дејци. По прашањето која азбука ја создале, тоа веќе е јасно, тоа е словенската азбука, а не бугарската, бидејќи во тој период во бугарската држава е службен јазик е грчкиот јазик. И бугарите имат и нивни јазик, кој што е донесен од Прабугарија, уште од Аспарухово време, кој што е сосема нешто друго и од грчкиот и од словенскиот јазик. Затоа имаме податоци доста, сум пишувал, ако треба дополнително ќе објасниме после. Секаде стои, можеби и најадекватно е и при одбраната, при дискусијата на Кирил и Методи со тријазичниците во Венеција, ги обвинуват, вика, како ти си им создал на словените книги на словенски јазик. Значи, тријазичниците го посочуваат Кирил како создавач на книгите на словенскиот јазик. Потоа во Рим, папата Адриан II ги посветил словенските книги. Тука има еден интересен исказ, што мене многу ме голицка, ако даде Бог здравје, можеби и повеќе ќе се посветам на тоа. Наредил папата да се проверат словенските книги и кога утврдил дека во нив нема ништо еретичко, наредил да се посветат. Сиеличката во главата ми свети, знаел ли папата словенски, од каде разбрал дека нема ништо еретичко во тие преводи? Тоа треба да го доистражиме. Може би да знаел. Може би римјаните уште во првиот век пред нашата ера однесоа македонското писмо во Рим, па со етруското направија комбинација, па потоа да ни го вратија овде со онаа којнето што зборувавме преска и кириличните букви и така натаму, да не се расплинуваме. Значи, создавањето на азбуката според историските, според Црноризец, Храбар, според другите е 855 година
И тука некаде и завршува таа мисија на Кирил и Методий, бидејќи 852 година е склучен сојуз меѓу Германија и Бугарија и бугарите веќе се насочуваат во овие простори и некаде во тој период меѓу 852 и 864 година поголемиот дел од Македонија потпаднал под бугарска власт. После ова нивно ангажирање го имаме Кирил сам во мисија кај сарацените, односно кај арабјаните. Мировна, но и верска мисија, јас така ја именувам. Таму е без брат му, таа византијска делегација броела 40 луѓе, значи тоа е еден период на арапско-византијски борби, кога арабјаните освоиле повеќе територија од Византија, подчините и голем број на христијани. Тогашниот лидер на арабјаните се носел со идејата сите христијани да ги преведе во ислам, не ги почитувал и затоа требало да се разменат и заробеници и било побарано, нели, да се испратат мажи од Византија да ја објаснат христијанската вера. И затоа таа имаме едно примирје таму 855-856 и тогаш веднаш после Брегалница Методий заминува во Полихрон, таму ја довршува азбуката, а Кирил оди во Багдад. Преку таа одговорна дипломатска мисија, две работи требале да се завршат: размена на заробеници и заштита на поданиците христијани кои живееле во рамките на арапскиот, односно багдадскиот калифат. Да се разберем дека во тој багдадски калифат имало доста учени луѓе. Тој калифат одржал врски и со далечната Кина и со многу други дворови. На дворот действувале астрономи, математичари, филозофи и целосно го посветиле своето творештво во полза на исламот и затоа византискиот двор водел сметка кога го вклучил и Константин филозоф во составот на таа дипломатска мисија. Константин, знаеме сите, потекнува од Македонија, од градот Солун, едно од првите христијански жаришта во Европа, воспитуван во христијански дух и познавач на античката филозофија и затоа и му било доделено таа улога да ги брани не само интересите на Византија, туку доследно да застане во одбрана на самото христијанство. Во прилог на тоа говорат и вестите од Кирилото паноско житие, а и податоците од Табари, арапски еден историчар, каде што истакнува дека сарацените дрско почнале да ја исмејуваат христијанската вера, барајќи од императорот Михаил III луѓе со кои би полемизирале. Агарените, наречени сарацени, започна да хулат на единственото божество Света Тројца, велејќи како вие христијаните, признавајќи еден Бог, го разделувате него на три, велејќи дека се Татко и Син и Светиот Дух. Ако можете тоа да ни го протолкувате јасно, испратете кај нас мажи што ќе можат да зборуваат за тоа и да не убедат. И токму погадано тоа, Михаил III го повикал Кирил, му рекол: слушаш ли, филозофе, што зборуваат поганите агарени против нашата вера? Ти, бидејќи си служител и ученик на Света Тројца, оди испротивстави им се. Еве ја цел. Прифатил, 855-856 заминуваат и во Малазија на реката Киликија изградени се два моста, договорено да се разменат заробениците, по едниот мост се пуштат христијаните, по другиот мост арапските и така, додека се одвивала таа размена, Кирил со дел од пратеништвото заминале во седиштето и на арапскиот калифат кај Мутафакил, тоа е калифот, и
успеал да се справи со тие учени, да ја објасни христијанската вера и да ги спаси христијаните од нивно префрлање во исламот. Тоа е исто негова заслуга. Не се одмара многу, веќе 860 година Византија била исправена пред нова опасност. Русите продреле со флота до Цариград, ја опустошиле неговата околина. Тука доаѓа веќе барајќи веќе сојузници до мисијата кај хазарите. Фактички, ако се погледне житието на Кирил, па фактички 2/3 од житието е посветено на таа мисија. Многу е пишувано за неа, јас не би сакал многу време да ви одделам за неа. Ни требало на Византија тука сојузник, а и на хазарите, кои што испратили писмо до византискиот император, во кој што велат, ние од секогаш знаеме за еден Бог кој е над сите и нему му се клањаме на исток, но пазиме и некои наши срамни обичаи. Евреите ни нудат да ја примиме нивната вера и нивните обреди, сарацените од друга страна, предлагајќи ни мир и многу дарови, ни здодеваат со својата вера, говорејќи нашата вера е подобра од верата на сите други народи. Затоа ви се обраќаме вам, држејќи се до старото пријателство и љубов, оти сте голем народ и царство, тоа ваше го држите од Бога, ве молиме, барајќи совет од вас да ни испратите учен маж, па ако ги надмудри евреите и сарацените, ќе ја примиме вашата вера. Јасно се кажу. И тука, после во заслугата, кога го сакал да му плати овај владетелот на хазарите, Кирил побрал само да се ослободат заробениците што ги држеле. И тука го имаме пак неговото христијанството, не за сребро, не за злато, не за пари. Пушти ми ги христијаните, ослободи ми ги заробениците. Интересно е, во заклучокот на Кириловото житие стои дипломатскиот карактер на мисијата што го споменав, каде што овај Каганот му пишува на византискиот цар: Господару, ти си ни испратил таков човек што ни ја објасни христијанската вера со збор и со примери. Кога се уверивме дека е тоа вистинската вера, им заповедавме на сите да се крстат доброволно, со надеж дека и ние ќе го направиме истото. Сите ние сме пријатели на Твоето царство и готови сме да Ти служиме каде што ќе биде потребно. Тоа е многу јасно, веќе и воен сојуз е склучен меѓу нив. По завршувањето на хазарската мисија, веднаш бргу доаѓа и најзначајната и можеби најобемната мисија, тоа е Моравската мисија. За разлика од останатите дипломатско-верски мисии на светите браќа од Солун, за кои освен основните извори панонските легенди, скоро и да немаме други извори, за Моравската мисија проблемите со кои се сретнале Кирил и Методи и нивните ученици со словенската писменост и богослужба, имаме низа други извори кои што помагаат за осветлување и разбирање на оваа толку значајна мисија во историјата на словенската писменост и воопшто на дипломатијата. Тука уште постои обновење договорот 862 меѓу Бугарија и Германија против Велика Моравија и сега во Византија јасно дека со таков еден договор веќе почнуваат бугарите да зборуваат за покрстување, за примање на христијанството. Византијците сметале дека неизбежно ако остане тој сојуз, дека може бугарите да се покрстат по западен обрзац, односно преку Германија, и затоа кога Ростислав се обратил да му испратат луѓе кои што ќе го шират христијанството на разбрали словенски јазик, овој прифатил и ги испратил Кирил и Методи во Моравија. Јасно ни таму со што се сретнале. Интересно е што кај нас превладувата биле повикани едно друго,
јасно е дека разбрале дека тие предели се под ингеренција, односно под надлежност на папата и заминале за Рим да дадат отчет за нивната дејност во Велика Моравија. Поминуват и преку Панонија, преку Хрватска, тука вршат покрстување, расправата со тријазичниците, пристигањето во Рим. До 869 година таа мисија е византиска, да се разбере. После 869 по смртта на Кирил, таа мисија веќе не е византиска, затоа што Методий е вратен во Моравија како архиепископ од папата. Методий е веќе мисионер на папата. Уште црквата не е поделена, да се разбереме, да не ме обвини некој за нешто друго. Шизмата е дури 1054. Но имаме судир меѓу источната и западната црква, знаете, ради Игнатија и Фотие и така натаму, па 867-68 година тука се случува и преврат во Византија, па се сменува Фотие, доаѓа, можеби тука колегата, мој помлад колега, отецот Оливер, за тоа да зборува, значи, го враќа Игнатија и се изгладуваат малку односите, се одржа дури црковен собор 869-70, каде што се одлучило бугарската црква да се стави под ингеренции на Цариградската црква. Тука, кога се зборува за бугарската црква, мора да се биде многу внимателен и да не се исклучи од предвид фактот дека фактички од првиот Вселенски собор па до седмиот сите епископи од Македонија што учествуваат на Вселенските собори се представници на западната црква, тие се папски легати и на првиот, и на вториот, и на третиот, и на четвртиот, петиот, шестиот и така натаму. Значи, секаде, од 412 имаме папски викаријат во Солун. Јустинијан формира Јустинијана прима, независна, но под ингеренции на папата. Границата меѓу влијанието на папата, на римската црква и на Цариградската е фактички некаде кај Трајановата порта, односно Ихтиман, и на север по реката Искар, која што се влева во Дунав. Источно тоа се под Цариград, западно се ингеренциите, свештениците ги поставува Рим. Тоа е стариот Илирик. И сега тука со оставањето на бугарската црква под ингеренцијата на Цариград, а бугарската држава веќе проширена после 864 година со договорот за мир меѓу Византија и Бугарија, значи таа мисија во Моравија вродила со плод, бугарите се откажале од сојузот со Германија и со тој договор се признаени ослободените територии во Македонија. Со тоа фактички во Бугарија се создала една ситуација, христијаните биле 2 пати побројни од паганите. Значи поголем број биле христијани, додуша подчинетото население, мнозинството биле христијани. Фактички под Танграда биле само владеачкиот слој. И Борис настојува тие два слоја некако да ги обедини и затоа бара начин, мислел дека со прифаќањето на христијанството тоа ќе го постигне. Тешко се постигнало. Имаме бунт, имаме колижи на тие нивни великодостојници. Убини се многу од нив за да се смират. И после, иако е ставена црквата под ингеренција на византиската, Борис пишува писма до папата, каде што бара подобри закони од Запад. Пазете, неговата црква е под ингеренција на Цариград, а тој од папата бара совети и бара подобрени закони. Во тие подобрени закони ветува дека ќе стигаат со враќањето на учениците на Кирил и Методий. Пак фактички со Климент и Наум, со нивното доаѓаат и западните закони, односно подобрените закони што папата ги ветил. Тука ќе се навратиме ако има нешто за дискусија повеќе за тоа.
да се префрлиме на Климент, фактички учениците на Кирил и Методи. По смртта на Методи фактички се протерани од Велика Моравија. Јас во тоа протерување гледам нешто поинаково, може би тука ќе додем во суди со некои од нашите почитувани свештеници, но секој имаме право нели на негово мислење, односно размислување, а ние историчарите се сомневаме во се, па многу пати мислите ни одати на друга страна, што вообичаено може би не треба, ама што да правиме, тоа ни е некако во крвта. Таа епизода на нивното затварање, па и Методија е затворен од германските свештеници 2,5 години во затвор, во манастир, па по интервенција на папата ослободен, ама додека бил жив тој останува архиепископ. И по неговата смрт наеднаш неговите ученици се разбегани од Моравија, односно протерани, и Климент интересно доаѓа со науми останатите ангелари и другите, доаѓаат во Белград, кој што е тогаш под бугарска власт. Јас мислам дека тоа не е случајно, дека папата намерно ги испратил. Тие се веќе стекнати со свештеницки чинови уште во Рим, а и во Моравија. Веќе објавив една статија во она огледало на Полошката, Тетовско-Полошката епископија. Списанието кој кога изошто го поставил Климент за епископ, сметам дека тој е хиротонисан за епископ уште во Рим или во Моравија, како епископ на Стариот Илирик. Фактички преку него папата сака да си ги врати ингеренциите на овие простори до онаа граница за која што зборува. И чудно е зашто кога дошол во Бугарија веднаш не бил поставен за епископ. Стои таму, вика Симеон го назначил. Не може цивилно лице да назначи световно. За да се хиротониса епископ, имаме правилата, имаме Јустинијанова новела, потребно е да бидат присутни 3 епископи, минимум 3, за да некој биде избран. Во бугарската престолнина ги имаме византијски епископи кои што ја шират богослужбата на грчки јазик уште. Значи, 886-та. Ако била азбуката создадена за бугарите, зашто уште е грчката азбука, грчкиот јазик во бугарската држава. Значи, не држи вода таа теорија. Но, ако ја донел тој титулата епископ, односно таа служба там, можел овој да му определи територија каде да действува како епископ. Борис го назначил за учител. Интересно е тоа учител и како титула, посебно во Византија, се користи некој пат и Кирил се нарекува учител, тоа претежно така ги титулирале луѓето што имале длабоки познавање на Евангелието и на Библијата, имале право да го тулкуваат. И со таа цел го назначи баш во западните предели, во оние предели што своевремено биле под ингеренција на папата. А зошто Симеон тоа го прави? Спрема војна со Византија 893, она царинската војна, така наречена, економска војна. И му треба поддршка од папата. И еве го праќа овде, фактички на просторот каде на времето била Јустинијана прима. И токму таа епископија зашто е значена, дејноста му е тука, тие територии се во составот на Бугарија, на бугарската држава, но неговата дејност е овде. Тој продолжува фактички со на мисија од Моравија и овде ја продолжува. Таму иако стои покрстен, може би имало некои што не биле уште и христијани па да ги покрстил, но тој се посветува да ги обучи, да ги научи да го знаат Светото писмо и на крајот станува и епископ, а неговата епископија со тек на времето потоа по востанието на комитопулите фактички таа ќе стане јадро на Самуиловата држава, бидејќи 971 година кога е ликвидирано првото бугарско царство, е ликвидирана и бугарската патриаршија.
одведен е патриархот во Цариград. Тие територии источно од Искар и Трајановата порта, тие се вратени под Цариград. Што се случува овде? Ние робуваме на изјавите на еден Снегаров кој што вели дека бугарскиот патриарх избегал, па отишол во Видин, па од Виден Василий го начекал 1018 година во Меглен. Па треба тој човек да живеел 160 години за да може тој период да го преживее. Ништо не е чудно, тие територии по ликвидирањето на бугарската држава и после со формирањето на Самуиловата држава, епископите од тие територии, свештениците да се избрале свој поглавар и фактички тоа е основата на Самуиловата црква. Може би седишите да било во Свети Ахил, каде што се е открина базиликата со оние троновите со седишите и така натаму, потоа пренесено овде во Охрид. И за Василий после да ги сотре сите тие традиции на црквата и едно друго, овде поставува архиепископ и почетокот е словен, Дебарски, потоа исклучиво доаѓаат грчки епископи, поставувани лично од императорот, не избрани на некој синот или нешто друго, но од императорот. Значи, тие се пак на онаа територија каде што било Јустинијан Прима, фактички сите територии, дури и во Јужна Италија, цела денешна Албанија, дел од Црна Гора, Србија, денешна Бугарија, се ставени под ингеренциите на таа Охрид.